Кога твојот бизнис буквално ќе процвета преку ноќ? Тешка изјава. Ајде да одиме чекор по чекор да видиме и ќе ти дадам една вежба. И ако ја примениш оваа вежба, ја ти гарантирам дека повеќе никогаш нема да биде постаро. Се договоривме? Океј. Јас ќе превземам 100% одговорност. Ова да ти го кажам најдобро што знам, а ти ќе превземеш 100% одговорност исто во ова да го имплементираш. Океј, вин-вин. Ајде. Александар, те следам некое време, ги прегледав сите твои видеа и точно све збориш. Абе, све се согласувам со тебе. Ова се најчесто пораките кои што ми стигаат буквално секој ден. Но не завршуваат тука. Најчесто продолжуваат. Ама ти не знаеш јас со кого имам работа. Ама ти не знаеш кои мене ми се клиенти. Абе да ги видиш јас со кого имам работа ова вработениве. Абе кои грешки. Така да му збориш над зидов. Не се разбира ова, не се разбира тоа. Се да им повторуваш со овие ли ќе работам. Па да дојдеш еден ден ти кај мене у фирма да види. Абе све ова, управо си. Ама како ова да го применам ти ме не кажи ми. Најчесто овие се зборовите кои што следат во текстот доколку тоа е мејл, порака или како и да. Токму овде ќе ти дадам една вежба и доколку повторно ќе ти кажам, превземеш 100% одговорност. И оваа вежба ја примениш, повторно ќе ти кажам дека ова од овој момент па натамо ќе ти се промени бизнисот. И тоа не за, не знам, по една година, две. Одма, уште денеска. Еве ја вежбата. Земи еден лист, еден лист земи, парче, А4 и подели го на половина и уште од озгора ставим уште една линија. Еве како насликава. Во едниот дел ќе запишеш што е до мене, а во другиот дел ќе запишеш што не е до мене. Земи го тој лист и секогаш кога ќе се изнервираш, имаш проблем да решаваш, запнеш во некоја ситуација, само стај го овој лист пред тебе и постави си го прашањето. Дали ова е до мене или ова не е до мене? Пред една недела имав со еден клиент, велат: абе знаеш Александар, фино се договараме ние секоја зима и секој пролет со вработениве, да не дојде период сега сите у јули и у август кои имаме највеќе работа да земаат одмори, туку да се договорат меѓу нив и кој ќе има време, нека си одат еден друг да доаѓа, ама да си тече работа, а не да ги покираме сите. Абе еден одморен отидов кој човек, се одам ја последен на крај. Еве го прашањето. Дали е ова до тебе или не е до тебе? Најчесто луѓето ќе рече, па ја им кажав, не е до мене, не превземаш 100% одговорност. Дали е до тебе да направиш состанок? До тебе. Дали е до тебе на тој состанок кога ќе се договорите да утврдиш до кога они треба да дадат рамка, до кој датум да ти поднесат барање за одмор? Дали е до тебе да одржи состанок и кога ќе се објасните и разјасните, ама не само ти да зборуваш, туку и луѓево да ги вклучуваш, да не биде тоа монолог? Дали е до тебе да им дадеш една изјава? Повели, потпиши што си сватил и што си разбрал, да не биде после 2 пати сме збореле. Дали ова до тебе или не е до тебе? До тебе е, пријателе. Направи го. Сега кога ќе дојдат годишни одмори и гледаш дека сакаат тројца рипат, шефе, абе може на одмор, абе шефе, абе може на одмор, само е поентата да си стоиш на збор. Дали си ја завршил твојата работа? Да. Дали се што е до тебе си направил? Да. Дали е до тебе тие да се однесуваат на таков начин или не е? Па види, тоа не е до тебе. До што е до тебе? До тебе е да кажеш која е твојата цврста и јасна намера. Можеби едната од идеите е следна. Извини, зошто ме прашуваш за да одиш на одмор? Сори, а го прочитали правилникот за одмори годишни? Извини, каде стои, каде и ти си запишал кога ќе одиш на одмор? Ама знаеш, мене сопругата ми работи вамо, па не можам да размислам однапред, па ние не можеме да се договориме. Извини, зошто ми го зборуваш ова? Дали беше на состанокот? Да, бев. Дали ја потпиша изјавата? Да, ја потпишав. Дали имаше јасен датум до кога треба да ги дадеш извештајот со план за годишен одмор? Да. Дали ти тоа го направи? Не. Сори. Овде треба да имаш муда. Да, добро ме слушна. Овде треба да имаш муда. Но најголем дел од предприемачите немаат. Зошто? Еве зошто. Ако му скрцкам, ќе излезе од работа. Ако бидам строг, ќе напушти работа. Ако се, како што се договоривме, јас бидам крут, знаеш, можеби ќе излезе од работа.
па сега и тешко се наоѓаат, па веќе нема луѓе за работа, па окей. Јас ќе те прашам, дали е до тебе ова да го искажеш или не е до тебе? До тебе е. Ти треба да го кажеш ова? Да. Значи е до тебе. Овде зависи дали ти ќе ставиш јасен протокол, јасни процедури, јасна комуникација и очекувања, или ќе продолжиш по старо. Инаку повторно следната година ќе го имаш истиот проблем. Ова е само еден изолиран пример. А ти сети се дека вакви имаш 100 у денот. Значи, ако ти се плашиш дека твоите луѓе ќе заминат затоа што си крут, тогаш решавај ги твоите верувања. Ако ти немаш храброст, тогаш што е поентата? Ако не можеш да решиш едно најобична работа, е тоа одмор, како ќе решаваш развојни стратегии, за кои што зборувавме во претходното видео, како ќе работиш на унапредување, на системи, на протоколи, на чуда, ако не можеш, пример, наједноставна работа. Секоја една изјава која што ќе ти се врти во умот, ако бидам строг, ќе ме напуштат, ако направам ова, ќе се откажат, ако направам тоа, супер, сега е време за коучинг. Ова не е нешто што треба да го пласираш на маса, туку да го решаваш со психотерапевт, со коуч, со ментор, значи, едноставно, тоа е поентата. Следна работа. Имаме клиенти кои што постојано се жалат: "Абе Александар, знаеш, ние сме во тешка индустрија, нашите клиенти се специфични, кај нас никој не се знае кој плаќа, како плаќа, а се натегаме или не знам што." Добро. До кого е да направи протокол, со кого сакаш да работиш, која е твојата понуда, кои се условите на соработка и како ќе постапуваш понатамо? Дали е до тебе или не е до тебе? Одговорот го знаеш. Тогаш, зошто не напишеш јасен протокол? Какви се условите за соработка со тебе? Со колку ти можеш да почнеш, со колку не. Динамика на плаќање, начин на работа и се останато. Со кого? Значи, ова е твоја задача. Кога ти ќе утврдиш цела ситуација, сега повторно доаѓаш до моментот на носење одлуки, а тоа е првиот твој клиент. Дали ти ќе го изустиш тоа што си го пишал, или повторно ќе го свиткаш опашот и ќе знаеш дека и понатамо ќе имаш проблеми со наплата, со реализација, со пролонгирање. Тоа ли е сценарио што го посакуваш? Значи, повторно доаѓаме до истата ситуација. Слушни ги мислите. Ако му кажам дека наплата треба 70%, ќе го изгубам клиентот. Ако му речам дека 100% е авансно, па после ќе работиме ние во утврдена динамика, ќе го изгубам клиентот. Епа, пријателе, повторно доаѓаме до верувања. А во премиум продажба гласи првото правило: не можеш да изгубиш нешто што си немал. Што би тоа значело во превод? Овие мисли кои што те саботираат, повторно треба да ги запишеш и да ги решаваш тамо кај што им е место. Ти ќе направиш идеален план, ќе работиш со тимот и повторно прв чекор кога ќе треба имплементација, се враќаш на стариот образец. Ај добро, и се надеваш дека оваа соработка ќе оди како што треба. А за жал, првиот ден, 2, 3 или недела, веќе ја знаеш реалноста, ништо од договореното не се почитува. И да ти бројам уште 1000 примери, повторно ќе дојдеме до оваа едноставен филтер, што е до тебе, а што не е до тебе. Александар, вработените постојано прават грешки, 100 пати се објаснувам, тие се препрашуваат, клиентиве ова, клиентиве тоа. Да, супер, во право си го најде проблемот. А да не си ти, можеби? Океј, повторно одиме со истиот филтер. До кого е да изгради системи? До тебе или не е до тебе? До тебе. До кого е да направи јасен протокол, вовед на работно место, кариерен развој, бонус програми, задржување клиенти, начин на продажба, начин на известување, начин на комуникација. До кого е? Дали е до тебе или не е до тебе? Чива е фирмата? Твоја? Тогаш е до тебе. Ти можеш да речеш: па да, јас ќе направам, ама се што е пред ама, значи исто како да не си кажал. Што тоа значи? Се пред ама не важи. Јас ќе направам системи, ама никој нема да ги почитува. Значи, ти што кажуваш? Нема да направам системи. Секој човек што и да каже и го употреби зборот ама, се после тоа, односно пред тоа, не важи ништо. До кого е да работи вовед со вработените? До кого е да вежба како тоа се одвива? До кого е да пренесе најдобри искуства и пракса? Како зборуваш со клиенти, како затвараш продажба, како се произведува XYZ, како се програмира одреден код? До кого е? До тебе или не е до тебе? Па ако само ти го знаеш тоа, а твоите вработени не го знаат или делумно, тоа значи дека ти треба да изготвиш протокол како тоа го правиш систематски. Дали е до тебе да им го објасниш ова? Дали е до тебе да ги научиш луѓето?
Дали е до тебе да имаш трпение да сето тоа го извежба на ниво на пракса? Дали е до тебе сето ова да го спроведеш? Да, но што луѓето најчесто прават? Многу им е полесно да кажат ти си крив, ово е крив, оно е крив, а види колку и да покажуваш со прстите, секогаш најмалку 3-4 се свртени кон тебе. Што значи, кога твојот бизнис ќе се трансформира преку ноќ? Оној момент кога ќе превземеш одговорност. Еден мој клиент се жалеше. Александар, многу заебана индустрија кај што работам. Абе, знаеш колку е тешка. Многу ја сакам работава и све супер работа, ама се ова тешко со наплата, па се некој доцни, па ти немаш појма какви се клиенти. Абе, ужас. Океј, супер. До кого е да одреди начин на соработка? До тебе или до другиот? До другите. До мене. Па вели порано работевме со 5-10% и подоцна не можеш да наплатиш. Супер. До кого е да направи правилник за работа? Не почнувам со работа без 70, 80 или 100% авансно плаќање. До тебе или до другите? Или не е до тебе? До мене. Супер. Дали ова можеш да го изустиш на следен состанок, кога ќе имаш клиент? Господине, ви благодарам што дојдовте, супер, се договоривме. Принципот на плаќање е 70%. Можеш да го одговориш ова? Да, вели, можем. Знаете ли што се случи само по 3 дена? Александар, ова функционирало бе? Александар, ова можело бе? Што мислите кога овие верувања ќе ги промени некој човек? Ќе се врати ли некогаш по старо да работи со 5-10% и да чука глава следни месеци? Никогаш. Дали со наплатата и ова само една вежба? Ќе дојдеш до финансии каде што можеш однапред да договориш подобри услови со добавувачите? Ако платиш сега и ти авансно, да добиеш одредена маржа? Дали ако се залагаш ти да ги подобриш цените, можеш сега да ослободиш средства и за себе, и за вработените, и за инвестиции? Да. Значи, ова не е нешто што би требало или кога ќе имаш време, туку ова е нешто што мора да го примениш веднаш. Повторно ќе ти кажам, истиот овој клиент, денес, знаеш ли што велат за овој клиент? Тешко прифаќа, малку е чуден, ама ако се договориш, 100% ќе ти заврши работа. Точно во рок, точно како што кажал. А знаете ли што е позадината? Што овој човек е мотивиран, ги зел средствата, може да располага, ја има целосната контрола и може само слободно да се работи работата во која што ужива и тој и тимот. А кога ние не сме наплатени, не сме компензирани доволно, а логично и дека не сме мотивирани да ја завршиме работата во целост. Значи, резиме, кога твојот бизнис ќе процвета? Оној момент кога ќе превземеш 100% одговорност. Користи го овој филтер, што е до тебе, а што не е до тебе, и јави ми дали има резултат или нема резултат. И следна работа, секое верување кое што ќе го имаш, ако направам ова, тогаш ќе. Само сети се, нашиот мозок игра. Ако ова, тогаш тоа. Ако ова, тогаш тоа. Создава предикции. Ова е нешто што те чува и што те плаши да исчекориш понапред. Но сети се една работа. Храбар сака да соработува со храбри. Самодоверлив со самодоверливи. Лигав со лигавици. Неплаќач со неплаќачи. Далаверџија со далаверџи. Секоја птица лета во своето јато. Секоја риба плива со своето јато, што значи, каков си ти, такви ти се и клиентите. Промени се ти, да видиш како ќе се променат и клиентите. Ама Александар, знаеш, ова сега ако го применам јас, ова супер го збориш, ја вработени веќе бидам многу строг. Молим, дали генерализираш или можеби е тоа твоја должност? Јас не познавам ниту еден професионален менаџер, вработен, кој што работа за одлична компанија, кој што има системи, кој што има точни работни обврски, а не е задоволен. Секој сон на еден вработен е да работи токму во таква фирма. Значи, ова е твоја должност. И за крај, само ќе те оставам со една изјава. Бизнис не е оператива. Поздрав.